Што има ново? Во Што има ново, добре дојде за Лимко Бејзаровски, председател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Господине Бејзаровски, разговорот го водиме во недела кога се одржува парадата на гордоста. Во овој период вообичаено е да има зголемен број на случаи на говор на омраза и дискриминаторски говор кон припадниците на ЛГБТИК+ заедницата, кон активистите, организациите кои што се поврзани со организирањето на парадата. Какви активности презема комисијата за да се спречи и да се превенира оваа дискриминација, овој дискриминаторски говор? Имате ли зголемен број на случаи и пријави до вас? Што се однесува до овој вид на идентитет, комисијата го третира еднакво како сите останати граѓани, превентивно и заштитно делува со својата активност. Во досегашниот период имаме намален број на представки по основ на родова нееднаквост и говор на омраза. Пропорционално во претходните години имаме многу поголем број на представки, додека во 2024 година тие представки се знатно намалени. Годинава дали има повеќе во овој период? Помалку се има. жалат организациите? Тоа е резултат на неколку фактори. Едно од факторите е поради соработката со Квир центар и многу прашања што е тангира оваа проблематика се решени со работата на комисијата. Имавте неколку одлуки. Имаме одлуки, имаме преземени действија, имаме поднесено неколку прекршочни пријави до соодветен судски орган, каде што имаме и пресуди. Добро, кој најмногу врши дискриминација кон овие граѓани кои што се дел од маргинализираните и, како да речеме, ранливи групи во општеството? Вознемирувањето и говорот на омраза го среќаваме во медиумите. Така, таму кои медиумите сами или луѓе кои што излегуваат на... Луѓе со објави, луѓе кои излегуваат до медиумите како гости, потоа имаме последица од тоа со коментари и шерувања на одредени изјави на видни личности кои се препознатливи во општеството, така да сето тоа ние со нашата работа процесуираме предмети и соодветно постапуваме по нив. Добро, освен кон припадниците на сексуалните и родовите малцинства, во вашиот извештај за минатата година видовме дека голем дел од представките се за дискриминација сторена по основ на национална или етничка припадност, лично својство, општествен статус, членување во синдикална организација, по основ на родов идентитет, сексуална ориентација, политичко уверување. Што е причина за високиот процент на дискриминација врз основа на национална и етничка припадност? Па, за жал, дискриминацијата по основот етничка или верска ориентација најмногу загрижува што се појавува во јавниот сектор во областа на работни односи. За жал, сваќањата на општеството се такви да таа проблематика се уште е во зоната каква што е. Ние со нашиот дел од нашето работење действуваме, превземаме разноразни активности, процесуираме предмети, даваме препораки, обуки вршиме на разни институции и се надеваме дека во наредниот период ќе го намалиме таа форма и облик на дискриминација. Велите дека во институциите најчесто се случува етничката дискриминација. Во вашиот извештај забележав дека и најчесто место на сторена дискриминација е во институциите на јавниот сектор, односно 66% од случаите забележани изминатата година. Сега, моето прашање е зошто се случува овој абсурд, тие кои што треба да ги штитат граѓаните и да овозможат еднаквост на сите граѓани, без оглед на нивната припадност, се токму оние кои што сторуваат најмногу дискриминација, јавните институции. Каква е вашата соработка со институциите? Ги слушаат ли вашите укажувања, ги почитуваат ли вашите одлуки, преземаат ли нешто за да се спречи
оваа дискриминација која што се случува во јавниот сектор? Појавата дискриминација е многу тесно поврзана со други појави во општеството, како што се владење на право, еднаквост, еднакви права и слободи, еднаков однос, еднаков пристап на институциите, еднаква примена на законите од страна на државните институции, еднакви права и слободи, еднаква правна заштита. Значи сите овие елементи допираат до појавата дискриминација. За сите овие појави активно влијание има целото општество и целиот државен апарат. За жал, вистината е таква, реална, дека во јавниот сектор имаме зголемен број на дискриминација по основна етничка, верска, политичка припадност, и тоа не загрижува сите нас како општество и не поттикнува понатаму сите заедно да се бориме да го намалиме или победиме ова зло кое прави вистински реално штета на сите нас како граѓани, затоа што со тоа државата станува одбивна на сите граѓани и процесот на иселување од Македонија сериозно се зголемува, затоа што е загрозена правната слобода и правната заштита. Комисијата обично постапува по претставки, односно пријави од граѓаните, но имате право и да покренувате постапки по службена должност. Колку што успеав да забележам, имате покренато минатата година само 2 претставки по службена должност. Дали, зошто не се повеќе? Дали отварате вакви предмети по службена должност и кои што се поврзани со оваа системска дискриминација? Одлично прашање, многу сериозно прашање. Искрено ви благодарам што вакво прашање поставивте, бидејќи од голем интерес за сите нас како граѓани и како држава. Ние имаме покренато 8 претставки по службена должност, од кои 6 се решени во А овие 2 се во последнава година. предметна постапка се решени. Пример, имаме во 4 села каде што со наше постапување се решени проблемите за кои се покренала постапката, кои биле причини за покревање на постапка, додека за 4 се утврдило дека нема основ за продолжување на постапката и тука тој предмет престанал да се процесуира понатаму, затоа што основот бил нематеријален. Додека за 2 постоело материјална основа, процесуирани се предмети, утврдена е дискриминација. За какви случаи на дискриминација се работи? Етничка. Етничка. Ова е очигледно еден проблем кој што еве во сите одговори велите дека етничката дискриминација, јавниот сектор прилично е, како да речеме, неотпорен кон дискриминацијата. Би ве прашал повторно, дали институциите ги слушаат препораките на Комисијата за спречување и заштита на дискриминација? Каква е вашата соработка со нив? Постапуваат ли по вашите одлуки? Мора да бидеме искрени. Соработката со институциите е на добра основа, соработуваме. Меѓутоа, проблемот е во сваќањата за појавата на дискриминација. Државните органи имаат своја верзија за појавата дискриминација, што не значи дека кореспондира со сваќањата на комисијата, односно на експертското тело, кое секојдневно и максимално е посветено на таа проблематика. Ние се обидуваме на разни начини да укажеме дека одредени појави, политики, практики не содействуваат со нашата работа. Се обидуваме да укажеме, нудиме и обуки од страна на институцијата, да кажеме дека одредени практики се дискриминаторски, иако се законски. Значи, може да бидат тие законски оправдани, но можат таквите практики, таквите политики и законски решенија да предизвикуваат дискриминаторски ефекти. Тука има простор за многу голема работа од наша страна, заедно да укажеме дека одредени практики во општеството се и дискриминаторски и треба сите заедно со сите државни органи да работиме на планот да го сузбиеме секоја форма и облик
кој предизвикува дискриминаторски ефект. Каква е состојбата со политичката дискриминација или дискриминацијата по политички основ? Политичката дискриминација е многу присутна во општеството. За жал, таа е спомната од наша страна е во повеќе извештаи. Се обидуваме на нашиот апарат, државен, институционален, да му кажеме дека времето на политичко дискриминирање е завршено. Сите граѓани треба да ги третираме на еднаква основа. Посебно водиме грижа за онаа категорија на граѓани која не припаѓа и не прифаќа политика на посилниот во општеството, затоа што тоа е ранливо прашање кое предизвикува многу негативен ефект во општеството. Тука би потенцирал тврдите органи во кои законодавството нивно забранува политичко дејствување и секоја нивна активност превземена во нивните рамки го сметат дека категорични се едноставно дека не е тоа политичка дискриминација, меѓутоа е нивно видување. Ние кажуваме дека таквата форма и облик на дискриминација е присутна во државните органи и таа борба е отворена борба и водиме постапки неколку кои за нас ние сметаме дека се по предпоставка дискриминација поради политичка припадност, а другиот орган смета дека не е тоа дискриминација. Таа борба ќе продолжи и сметаме дека ние ќе ја добиеме. Борбата против дискриминацијата продолжува, но и борбата против говорот на омраза. Неделава што измина се одбележа меѓународниот ден за борба против говорот на омраза. Комисијата излезе со соопштение во кое што вели дека говорот на омраза не смее да биде нормализиран. Што треба да направиме како општество за да се спречи овој голем наплив на говор на омраза кој што е особено присутен, гледаме на социјалните мрежи, во онлайн медиумите и така натаму. Упативте апел како комисија и до медиумите, и до политичарите, и до граѓанскиот сектор да се вклучат поактивно во борбата против говорот на омраза и дискриминацијата која што потекнува од него. Сваќањето на силната страна во општеството за ова прашање не е на задоволително ниво. Ние и ова прашање го третираме на еднаква основа како и сите останати прашања. Превземаме секакви дејствија и мерки, процесуираме предмети, укажуваме, даваме препораки за отстранување на таквата нееднаквост. Точно е дека линијата помеѓу говор на омраза и слобода на говор е многу тенка, меѓутоа експертите тоа добро го идентификуваат и соодветно го третираат. Таму каде што има говор на омраза, со поттикнување, повикување на говор на омраза, со вознемирувачко дејство, ние преземаме дејствија и буквално тој број на предмети се зголемува постојано во нашата институција. За кратко време ќе излеземе и со соопштенија, јавни соопштенија, со препораки, дека таквиот говор кој дизајнира говор на омраза или повикување, поттикнување или дискриминаторски говор со вознемирување ќе бидат јавно обележани во општеството и ќе бидат санкционирани соодветно во судска постапка. Господине Бејзаровски, ви благодарам за овој разговор. Благодарам и вас. Што има ново? Што